Мечот кој требаше да би биде на 16 јули е официјално одложен. Последниве неколку недели живеев со дојдату во глава. Секој тренинг, секој будење, секој оброк беше насочен кон таа цел. Знаев дека на 16 јули треба да влезам во ринг, но работите се променија. И токму затоа решив да го снимам овој видео, бидејќи луѓето ги гледаат борбите, ги гледаат нокаутите, ги гледаат победите, ги гледаат сликите на социјалните мрежи, но не ја гледаат другата страна. Не ја гледаат неизвестноста, не ги гледаат деновите кога не знаеш кој ќе ти биде следниот меч, не ги гледаат моментите кога со месеци се подготвуваш за нешто што можеби нема да се случи. И вистина е дека во професионалниот бокс не е ништо сигурно. Се додека не влезеш во рингот и не го слушнеш првиот гонг, ништо не е гарантирано. Мечеви се откажуваат, настани се одложуваат, противници се повлекуваат, се случуваат повреди, се случуваат организацијски проблеми, се случуваат финансиски проблеми и понекогаш работите едноставно не одат по план. А најтешкиот дел е што најголемиот дел од тие работи не зависат од тебе. Може да направиш секако што треба. Да тренираш максимално, да се дисциплинираш максимално, да ја одржуваш исхраната максимално, да ја правиш секоја потребна жртва и накрај сепак нешто да тргне наопаку. Тоа е реалност на професионалниот бокс. И ова не ми е прв пат да се соочам со вакво чувство. Односно, на почетокот на мојата кариера се соочив со нешто многу слично. Односно, после мојот прв професионален настап, повеќе од година дена нема професионална борба. И ако сум искрен, тогаш почнав да ја губам надежта, да губам желба за тренинг. И не поради тоа што изгубив љубов кон боксот, туку едноставно се запрашав дали воопшто вреди секоја жртва и дали сето ова има смисла. Замислете, секој ден се будиш рано, тренираш, ја гледаш исхраната, се откажуваш од многу работи кои прават твоите не се забавуваш, не излегуваш толку често, едноставно живееш како спортист, тој процес се повторува, поминуваат денови, па недели, па месеци, па дури и година и накрај сето тоа да не донесе никаков резултат. И нормално, во еден момент почнуваш да поставуваш прашање. Дали вреди? Дали некош ќе добиеш шанса и дали некош ќе се исплати ова? И искрено токму тогаш сватив дека понекогаш вистинската борба не е во рингот, кој во нашата глава. Нашиот противник не стои наспроти нас, туку седи баш во нас и ни вели откажи се. Мислам дека многу луѓе ќе се пронајдат во ова и не мора да се боксерат. Можеби работиш на нешто со години и се уште не гледаш резултат. Можеби студираш и работите не одат баш како што си планирал. Можеби имаш некаква цел, но се чувствуваш како да стоиш во место. Сите поминуваме такви периоди. Периоди кога вложуваш многу, а добиваш многу малку назад. Но сметам дека токму тие моменти нас не градат. Затоа што секој може да биде мотивиран кога работите одат според планот. Лесно е да веруваш кога победуваш, лесно е да се среќен кога добиваш шанси. Но што правиме кога работите не одат според планот? Што правиме кога сме разочарани? Што правиме кога повторно треба да чекаме? Тоа е моментот кој уствари покажува кој сме ние на вистина и колку го сакаме тоа нешто. Денес, кога повторно се соочувам со одложен меч, на работите гледам многу поинаку. Пред една година можеби ќе падне психички, можеби ќе се нервирав со денови, можеби ќе мислев дека се е против мене, но денес знам нешто што тогаш не го знаев. Не можам да контролирам кога ќе дојде можноста, но можам да контролирам колку ќе бидам спремен кога ќе дојде таа можност. Не можам да контролирам дали некој настан ќе биде одложен, но можам да контролирам колку ќе работам. Не можам да контролирам се што ми се случува, но можам да контролирам како ќе реагирам на тоа што се случува. И затоа нема да престанам, нема да дозволам едно одложување настан да ми одземе мојата верба и мојата желба за успех. Нема да дозволам да западнам на истиот начин на размислување порано. Ќе продолжам да тренирам, ќе продолжам да работам, ќе продолжам да верувам. Затоа што искрено верувам дека Господ има план за секој од нас. Понекогаш не го разбираме во моментот, понекогаш сме разочарани, понекогаш мислиме дека нешто лошо ни се случува, но подоцна сваќаме дека можеби токму тоа ни требало за да стигнеме таму каде што сме стигнале сега. Можеби овој меч е само одложен, можеби следната прилика ќе биде уште поголема прилика. Искрено не знам, но само едно знам, нема да се откажам. Затоа што ако боксот ме научил нешто, тоа е дека не победува секогаш најталентираниот, не победува секогаш најсилниот. Многу често победува тој што остана тука, кога многу други се откажани. А јас се уште сум тука, се уште работам, се уште верувам. И кога ќе дојде следната шанса, ќе бидам повеќе од подготвен. Во моментов има разговори за нов предизвик во октомври тука во Македонија под промоцијата Balkan Boxing. Но токму затоа што ова видео е за реалноста на професионалниот бокс, нема да кажам повеќе од тоа. Затоа што научив дека се додека не се подпише тој договор и додека не влезам во рингот, ништо не е сигурно. Па така мојата работа не е да погодам што ќе се случи. Моја работа е да продолжам да работам за кога ќе ми се пружи таа прилика да бидам подготвен. Затоа што мечот може да се откажи, настанот може да се одложи, плановите може да се променат, но едно останува исто, а тоа е сонот. И ако има нешто што научив од овие периоди,
од активност, неактивност, победи, порази, чекање, одложување. Тоа е дека не смееш да дозволиш околностите да ти одземат вербата. Ако и ти поминуваш низ период каде што вложуваш многу, а добиваш многу малку за возврат, не се откажувај. Продолжи. Понекогаш најважните работи во животот бараат многу повеќе време од тоа што сме очекувале. Фала ви што го изгледавте ова видео до крај. Се надевам ви се допадна. Тегнете лайк, шер, субскрайб. Слободно пишете коментари за идеја за следно видео. Нормално што е во склоп со бокс, исхрана, фитнес, некои вакви слични работи. Уште еднаш се надевам дека ви се допадна и се гледаме во следното видео.